А деца на возраст од 13 до 15 години најмногу се жалеле на психолошки стрес и проблеми со дружењето со врсниците. Истражувањето го спроведе првата детска амбасада Медјаши. Семејно насилство, проблеми со менталното здравје, запоставување во училиштата и во општеството, па дури и 10 телефонски повици со црни мисли за самоубиство. Ова се само дел од 307 поплаки што малолетници, особено на возраст од 13 до 15 години, ги искажале во текот на минатата година на 24-часовната телефонска линија Ало Бушавко на првата детска амбасада Медјаши. Психолозите апелираат отворено да се зборува за сите прашања. Многу е битно да се разговара отворено, затоа што мит е дека ако зборуваме за самоубиството ќе поттикнеме самоубиство. Напротив, така ја кршиме стигмата и табуто, треба да се зборува. Може би не сите сакаат да престанат да живеат, само моментално може да им се чини тоа како единствено решение. Низ разговорот, всушност, ни помагаме да ги види и другите можни начини како тоа да се реши. Според челниците на Медјаши, училишниот систем треба да биде едукативен и да може да детектира деца со различни проблеми. 6 до 8 часа се децата во училиште, тоа се 200 дена во годината, ако тука не се откријат одредени девијации на однесување од детето, веќе ние го имаме детето искоренено. Родителот не ја исполнил доволно родителската одговорност, не секој родител има капацитет да препознае однесување несоодветни на децата или пак продуцираат одредени проблематични однесувања што детето ги восприема и ги пренесува во училиште. Во училиште нема коректор и детето едноставно оставено на улица. Според возрастни групи, најголемиот дел од извештаите вклучуваат деца на возраст од 13 до 15 години, по што следуваат оние од 10 до 12 и од 7 до 9. Според средините каде што живеат, најголем број од оние кои се јавиле на линијата живеат во градови. Бројот на оние пак кои се јавиле од некое село е многу мал. Што се однесува до етничката припадност, 230 од вкупниот број се македонци, 33 албанци, 14 роми. Извештајот го опфаќа периодот од 1 јануари до 31 декември 2023. Во него има информации за правото, заштитата од насилство, правото на образование и правото за пристап до други институции.